Овој викенд е Великден, нашиот православен Великден. Денеска, токму сега, малку како вовет, бидејќи има многу македонци на островот кои што сакаат да си ги стерат традициите великденски. Каде има добро јагнешко месо, каде да најдете боја за да вапцете јајца и како тоа се прави. Слушајте внимателно. Сите звезди гаснат, само една не. Во денешната епизода ќе направам една мала дигресија од убавите работи. Да ви покажам и нешто што е од другата страна на медалот, кога станува збор за островот. Значи нешто што кога ќе дојдете, без разлика дали на летен одмор, да посетите некој пријател или помакар и еден викенд, може да сретнете како неубави работи, да ве изиритираат, да едноставно кажете, добро, па заре е можно дека и овде на островот и во Европска унија да има така мрзи, така споровозност, таква индолентност кон некои работи. Градежништвото е едно од тие работи, а се среќава таква работа лоша и по ресторани, и по кафани, некаде. Значи денеска малку и за тоа. Не е се така убаво и прекрасно секогаш и во секој миг. И таму каде што е најубаво, и таму каде што е се подредено под сонце, море, чист воздух и убав живот како на островот, има малку фалинки денеска токму за нив во оваа епизода. Колку да бидете предупредени. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Сега ќе направам мала дигресија, еден скок, бидејќи се наоѓаме во великденски момент. Нормално дека тоа е најголемиот христијански празник и ќе го одбележам со неколку совети со кои што сакам да ви помогнам како да успешно ги направите уште поубави овие празници. Јас кој што растев во фамилија со татко атеист и мајка која што си ги почитуваше традициите верски, си вапцаше јајца за Великден, ги знам и ги поднаучив советите кои што сакам да ги споделам со вас. Се наоѓам во една атрактивна, убава атмосфера, во еден дом кој што претпоставувам дека оние сите што си го почитуваат празникот и така ќе си ги истераат овие традиционални денови. А оние што се повеќе од атракција си прават јајца, си се кршат со јајца и што се вели од време на време ги спроведуваат овие традиции, може би овие совети во следните минути ќе им бидат од помош. 5, 4, 3, 2, 1. Start.
1. Start. Сега прво за бојата. Боја во Малта имате во Буџиба, имате во Мсида, во ние турски продавници натаму. Да, ако се турски, имаат боја за вапцање. Имате 3 продавнички во Буџиба, кои што може да најдете, ако веќе не сте обезбедили од Македонија боја, но имате и можност да ги извапцате јајцата природно. Како? Сега ќе ви помогнам со неколку совети. Внимателно читајте на кој начин. И тоа е добро. Во недела се гледаме, а може и понеделник и вторник, се гледаме на некои од овие наши македонски места да се чукаме. Така, да си го истераме адетот до крај. Но, уште малку ќе останам тука, за да ви кажам каде да најдете добро јагнешко. Не бидува Великден без јагнешко, нели? На крај од краиштата, а има. Не дека нема, тешко се наоѓа во Малта, ама има. Бидете тука уште неколку секунди за да слушнете и тоа. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Сега ќе ви ја покажам листата на продавници, места каде што може да нарачате или да купите убаво јагнешко свежо за дома. Јас најчесто за Великден знам кај обезбедувам убаво јагнешко, убав ручек. Овде го прават фантастично. Така и оваа година тука ќе си го нарачам, ама за тоа ако сакате ќе треба на време да се јавите да си обезбедите место, астолче за Великден. Знаете, македонци има многу, а места има малку. Овие места што сега ќе ги видите имаат добро и квалитетно јагнешко. Некои имаат замрзнато, некои имаат свежо. Но како и да е, таму ќе го набавите, бидејќи и во Малта не се наоѓа баш толку често како што е свинското, телешкото, пилешкото, мисиркиното. И сега ќе ве задржам уште малку, само за да ви најавам еден момент кој што ќе го следите следната епизода. Значи следната епизода ќе најавам денеска овде, а ќе биде посветена на луѓето кои што сакаат или одлучили од Македонија да го преселат својот живот овде во Малта, да работат и да заработуваат. Имав една емисија пред неколку месеци на таа тема, но многу од работите се променија. Се променија дел од протоколите, се променија дел од условите за добивање работна виза. Значи, ќе видите се. Како да дојдете во Малта, кои документи ви требаат, што да обезбедите, кои протоколи ви требаат во моментот да ги следите, значи тестови, какви тестови и така натаму, како да дојдете до работна дозвола, од прилика колку се движат и дневниците, платите и така натаму. Сето тоа ви го најавам уште сега во следната епизода, а сега од тука натаму продолжувам со она што го започнавме за ова и кој го најавив на самиот старт. On Macedonian language.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! 2, 1, start. Една од небулозите е токму овој базен за кој што имам зборувано неколку пати, колку чинел, како се градеше и така натаму. Се гради цели 2 години. Цели 2 години. Денеска е средината на април. И се уште ништо не е доградено и досредено во околината околу самиот базен. А требаше се да биде готово уште пред скоро една година, затоа што првичното закажување, отварање официјално на базенот требаше да биде минатата година на 1 јуни. Се одлагаше до јули, па се одлагаше во август, па рекоа дека во септември за повторно да дојде нов мај, нов јуни и така натаму. Имаше до сега 2 официјални отварања, едно стандардното кога беше најавено реалното отварање, а другото беше сега пред изборите. Тоа ви го покажа во една од минатите епизоди. Нормално пред избори малце да се пофали власта дека еве го реализира базенот кој што чини во почетната сума 2,9 милиони евра, а сега веќе многу повеќе. Го гледате оној простор зад мене што требаше да биде дел од базенот, предпоставував дека ќе бидат таму лежалки и така натаму. Но тоа е ресторан. Сега уште еден акцент на глупоста која што многу често знаеме да ја видиме поради неорганизираност, поради недобро менаџирање, поради недобри архитектонски планови и изведби и така натаму овде на островот. Понекогаш замислувам колку ли тоа може да биде вака дилетантски во една земја од Европска унија. Ова се оние лошите страни кои што ги среќаваме на островот, па се не може да биде сјајно и бајно, нели велиме не се злато што сјае. Е така и ова. Сега замислете да тоа таму е ресторан и кога има вака надпревари како што е денеска, а има практично веќе со почнувањето на сезоната, иако денеска е страшен ветер, постојано на секој 2 дена има некои ватерполо надпревари, пливачки надпреварувања, ритмичка гимнастика и така натаму. Како се окупира тој дел од ресторанот и како практично од ресторан се претвара во отворена соблекувална. Да, тоа може на Малта. Функционира. И практично никој не го интересира, не се замара со тоа. А ќе ви покажем уште еден друг момент. Само треба да се префрла на другата страна. И еве таа другата страна. Тоа е првиот спрат, како и оџакот зад мене. Првиот спрат требаше да биде вежбална или теретана, онака жаргонски кажано. 2 години. 2 години се гради теретаната, вежбалната, последниве 10 дена активно, поактивно не може да биде. Просто требаше да се чека стартот на сезоната и се уште мислам дека за закажаното отварање што треба да се случи после Великден, повторно нема да стигнат и повторно ќе биде тоа одложено за некој средина на мај, можеби или почетокот на јуни, кога практично се ќе биде готово. Дури и тогаш имам чувство дека повторно нешто ќе остане за малтерисување,
за досредување со плочки, за целосно шминкање на овој прекрасен и најнов објект кој што чини веќе повеќе од 3 милиони евра европски пари овде на Малта. Podcast. Седнав во пауза во еден нов ресторан, нов ти-бар, баш новцат, отворен пред еден месец и подготвен за новата сезона. И убаво изгледа. Мало кога ќе седнете внатре, храната е добра, не е дека е лоша. Ќе ме послужи келнер, кој што чашата ќе ви ја допре со прстот внатре ќе ви ја донесе. Ќе ви донесе келнер кој што колачето го има чепнато со палецот во збрцано додека го носел, или тањирот скршен и така натаму. Тоа знаете зашто е проблем? Многу години најмногу од келнерите, луѓето кои што ги менеджираат ресторантите беа најчесто од Балкан. Балканците знаат да работат, ги знаат тие правила. Тоа не може да се случи на Балканица. Но дојдат филипинци, индици, пакистанци кои што буквално ништо да разбираат и ги учат од нула. Сега туристите ги имаат проблем со тоа. Еве, например, чајот е прекрасен, се е супер и убаво послужен и ќе побарате, ве молам, еден пепелник, зашто сакаш да си уживаш надвор и ќе ви донесате вака, вика, и се чуди, што е ова? Вика, пепелник. Добро, фала многу, пријатно. Затоа што, кој ќе ви кажат, повелете, уживајте, не можете да уживате ако чашата ви ја донел вака со прстот внатре. Тоа е проблем, вечен проблем, тоа ми се случи токму овде и затоа ја правам дигресијата меѓу двата прилога, за да ви го пренесам и тој дел. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Тука и крајот на денешната епизода. Останете уште малку, имаме аут и ин, тоа што беше интересно, атрактивно, добро и лошо во изминатите 7 дена и подоцна завршница веќе и на фудбалските надпревари во Малта и оние други спортови. И подгответе се, дојдете во Малта на одмор, на викенд, се сменија протоколите, се е полесно и полесно за патување и за пристигнување на островот.
Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.